Дека младите се приоритет за партијата на власт ВМРО-ДПМНЕ на пресконференција денес го истакнаа членовите на Унијата на млади сили на оваа партија, потенцирајќи ги досега реализираните проекти поврзани со услови за спортски активности. Пред се спортскиот објект Јордан Мијалков, каде досега се одржани голем број шампионати од различни спортови, како и фудбалските стадиони во местноста Суитлак и во населбата Баби. Председателот на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ во Штип, Драган Јанев, ги спомна и спортско-рекреативниот комплекс Автокоманда во населбата Сењак, со терени за кошарка, мини терен за фудбал и мултифункционалните игралишта во населбите Мазги и Сењак, вредни над 220.000 евра, конструирани со поддршка на Агенцијата за млади и спорт, каде се наоѓаат 2 тениски игралишта, а веќе се градат уште 2, каде ќе можат да тренираат сегашните и идни штипски тенисери. Уреден е и теренот за кошарка во населбата Баби, вклучително и обнова на стадионот на фудбалски клуб Баби. Имаме терен за фудбал во населбата Железничка, во Чардаклија, во Балканска, Деснаци. Кривни се услови за малски баскет и конструирани се спортски игралишта за фудбал и кошарка на уште 10 локации низ градот. Со поддршката на Фудбалската федерација на Македонија, конструирана стадион со вештачка трева во населбата Леваци, а се работи на дополнителната инфраструктура. Се реконструира и градскиот стадион, а сето ово говори дека основната заложба на ВМРО-ДПМНЕ останува возможување на услови за спорт и рекреација на младите, но и услови за професионален спорт. Многу млади почнале да се занимаваат со спорт токму на вакви терени и игралишта, а подоцна станале врвни спортисти и репрезентативци во многу научни дисциплини. Штип има голем број на спортисти кои низ историјата и денес потврдуваат дека можеме да создадеме рекордери во спортот, ако има обезбедени услови за тоа. Јанев ги спомена и спортските сали изградени во училиштата во Штип. Со реформите во образованието, спортската паралелка веќе функционира во Средното општинско училиште Колен Ехтенин, со што се овозможи регрутирање на млади спортски таленти. Да потсетиме дека неколку училишни спортски сали исто така се обновени, а поставени и камен темелник на нова спортска сала во Основното општинско училиште Славико Арсов во населбата Баби. Локалната самоуправа финансиски дава поддршка на 20 на спортски клуба, за што издвојува околу половина милион евра, истакна Јанев. Тој додаде дека со конструкција на спортски терени и игралишта ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи понатаму во текот на оваа и 2017 година, со што се докажува дека токму делата и проектите зборуваат за ангажманите во спортот, истакна Јанев.